Тој ни даде способност да бидеме служители на новиот завет. Не на буквата, туку на духот. Зашто буквата убива, а духот животвори. Палестина пред доаѓањето на Спасителот. Книжници, фарисеи, садукеи, есени. Втор дел. Последните векови пред Христовото раѓање, Палестина живеела со очекување на доаѓањето на Спасителот кој го ветил Бог. Тоа време за јудејскиот народ било вистинско духовно испитување. Проверувајќи ја цврстината на верата на својот народ, Господ дозволувал туѓинци да ја освојуваат ветената земја. Од времето кога евреите биле ослободени од вавилонското робство, персиците, грците, сиријците и римјаните, сменувајќи се едни по други, ја преземале власта над Палестина. Во тие матни времиња, вниманието на народот било свртено кон она што останало неизменето низ вековите, кон законот што Бог му го дал на Мојсеј на гората Синај. Се појавиле луѓе кои ги нарекувале книжници. Тие му ги објаснувале на народот заповедите од законот. Еден од таквите книжници, свештеникот Ездра, 5 векови пред Христа, го составил списокот на светите книги. Од книгите тогаш бил формиран единствениот канон на Светото писмо, тоест Стариот Завет. По неколку векови, толкувањата на законот станале толку многубројни, што со својот обем многу пати го надминувале петокнижието на Мојсија. Зборникот од тие коментари бил наречен Талмуд. Толкувањата се однесувале пред се на надворешната, на обредната страна на законот. Тоа биле објаснувања за саботниот пост, за разликување на чиста од нечиста храна, за ритуалното миење. Со текот на времето, во еврејскиот народ се формирала посебна класа луѓе кои се стремеле најгрижливо и буквално да ги исполнуваат тие заповеди. Тие себеси се нарекувале фарисеи и биле прочуени по патриотизмот и ревноста во ширењето на вистинската вера. Партијата на фарисеите била во опозиција кон римската власт, но не се решавала за отворен протест. Во времето на доаѓањето на Месијата, религиозната ревност на фарисеите се изродила во надменост и лицемерие. Неслучајно, Исус Христос во Евангелието го осудува нивното притворно благочестие и лицемерието, споредувајќи ги со бојадисани гробови, кои однадвор изгледаат убави, а внатре се исполнети со секаква нечистотија. Буквалното исполнување на законот придонело фарисеите да го изгубат духовното разбирање на смислата на Светото писмо. Токму во религиозните школи на фарисеите била формирана идејата за Месијата како земски цар, кој ќе дојде да го спаси еврејскиот народ од туѓите владетели. Тогаш, како во книгите на пророците, се велело дека избавителот кој го ветил Бог ќе дојде да страда заради гревовите на луѓето. Месијата нема да биде страшен и семоќен цар, туку маченик чии страдања ќе ги спасат луѓето од смртта. Спротивност на фарисејството во древна Палестина бил друг религиозен правец. Неговите следбеници
се нарекувале садукеи. За разлика од фарисеите, садукеите не се стремеле да ги исполнуваат сите прописи на законот и не му придавале големо значење на точното исполнување на обредите. Садукеите не верувале во бесмртност на душата и во задгробен живот. Тие негирале и било какво задгробно наградување или казнување. Таквите гледишта им дозволувале да се однесуваат произволно од етички аспект. Не зачудува тоа што на тој правец припаѓале највисоките слоеви од општеството. Аристократијата го предала својот народ и се усогласила со римската власт. Од садукеите дури почнале да ги избираат и првосвештениците. Најголем дел од првосвештениците само го срамеле тој висок чин. Друга крајност биле зилотите, тоест ревнителите кои повикувале на активна непокорност кон римската власт. Зилотите често биле организатори на восстанија, кои римјаните сурово ги задушувале. Тие повикувале населението да не учествува во пописите и да не плаќа данок на римјаните. Уште еден правец во духовниот живот на тогашна Палестина е движењето на групата на есените. Не сакајќи да се помират со омразените освојувачи и отфрлајќи го светот кој лежи во зло, есените се оддалечувале во пустина. Тие го населувале западниот брег на Мртвото море и таму се организирале во заедници. Есените ја отфрлале приватната сопственост, војната и трговијата. Разбирајќи го несовршенството на буквалното толкување на законот, тие, пред се, обраќале внимание на духовната смисла на писмото. Есените се откажале од традиционалното принесување жртви. Тие сметале дека праведноста и добрите дела се највисоката жртва на Бога. Нивното главно правило во животот, како што сведочат историчарите, била љубов кон Бога и љубов кон добродетелите, љубов кон човекот. Сепак, за духовниот живот на тие луѓе малку ни е познато. Такви биле околностите во Палестина во времето на доаѓањето на Спасителот. Кога Господ дошол на земјата и ми ја открил на луѓето вистинската смисла на земското битисување, Исус Христос не бил цар и не повикувал на бунт против омразените владетели. Тој не го оставил светот и не станал пустиножител. Спасителот покажал дека вистинската слобода на човекот е слободата од гревот, а таква слобода може да добие секој што тоа ќе го посака. Господ е дух, а каде што е духот Господов, таму е слободата.